Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новото издание на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Сите претходни емисии кај мене гостуваа мои колеги лекари. Зборувавме пред се од перспективата на лекарот. Меѓутоа денеска ќе зборуваме од перспективата на пациентот. Всушност во медицината, партнерскиот однос помеѓу лекарите и пациентите за жал се чини дека е малку запоставен. Особено кога зборуваме за лајфстайл медицината, за медицината на животен стил, на промените во животниот стил. Таму партнерскиот однос помеѓу пациентот и лекарот е клучен за успехот. Кога зборуваме за лајфстайл медицината и за промените кои што настануваат во животот кај еден пациент, ги нагласуваме пред се хроничните промени, односно зборуваме за хроничните болести, за диабетот, за покачениот крвен притисок, срцев удар, мозочен удар, сите кардиоваскуларни болести. Клучното прашање кое што се поставува денес е: зошто ги има толку многу? Што се случува со нас да така многу се нараснати сите тие болести? Одговорот е во оваа фотографија. Имено, нашиот модел кој што го користиме, нашето тело, е модел стар од прилика 300.000 години. Еволутивно, Homo sapiens, или човечкиот род, стар е некаде од прилика 300.000 години. Што значи во сет тој еволутивен период, нашето тело било градено и адаптирано за услови кои што се многу поразлични од ден денес. Сега зборуваме за едно време кога, откако сме биле навикнати да се движиме, постојано да одиме пешки, се што треба да заврши, да го завршиме со собствените раце и нозе, да ја бираме храната, да ја ловиме храната секојдневно, одеднаш доаѓаме во време, денеска, кога се движиме со возила, кога јадеме храна која што е неколкукратно покалорична отколку храната која што можела да ја најдат нашите предци, кога сме затворени, не сме на отворено. Едноставно, современото, новото живење, новиот начин на живот, овој човек го пренесува во едни нови услови и затоа почнуваат проблемите. Ако одиме на следниот слајд, дури и да не зборуваме за 200 и 300.000 години нанапред, еве да зборуваме само пред 100 години како било, за да ги објасниме болестите и зошто денеска се појавуваат хроничните болести. Само пред 100 години, едно просечно македонско семејство во кое што има на десетина членови, секако можеби и повеќе, гледаме на кој начин живеат. Физичката активност е основната работа. Тие секојдневно пешачат и по неколку километри. Работат активно физички секој ден. Еден од овие наши предци, само пред 100 години, во еден ден проаѓа толку, колку што ние нема да изодиме за еден месец. И потоа се чудиме од каде доаѓаат болестите. Нашето тело е дизајнирано да биде физички активно, да јаде храна која што е помалку калорична од денешната. И така ние се наоѓаме на еден начин како жртви на современото живење. И затоа следниот слајд ќе покаже како ние денеска завршуваме. Што се нашите проблеми, ве молам ако може следниот слајд да го покажеме, за да сватиме за што станува збор. И сега веќе гледаме една состојба што ни прави нам современото живење. Што ни прави една состојба кога секаде се движиме со возила. Кога во семејството има не едно, туку две возила. Претходно покажавме една слика од наши предци, кога рековме дека нели пешачеле постојано. Во едно семејство немало ни две магариња, а камоли две возила. Денеска и во едно семејство има по две коли. Храната која што ја јадеме е хиперкалорична. И на тој начин, пак ќе заклучам, доаѓаме во време кога нашите тела, ќе се сетите на првата слика, нашите тела не се подготвени за еден таков атак кој што секојдневно го доживуваат. Премногу храна, премногу калорична храна, премалку физички активни и сето тоа донесува до проблемите со кои што денеска се соочуваме. Продолжуваме за кратко. Рековме дека денеска ќе зборуваме со еден мој пациент. Претходно зборував со мои колеги, со лекари,
Но важно е да зборуваме каков е тој партнерски сооднос во кој што ние заедно бевме. Да. Ве го представувам Бобан Спасовски. Да. И Бобан имаше една ситуација кога пројде низ, самиот ќе каже, низ едно патешествие, многу интересно. Многу интересно. Како беше почетната состојба кога дојдовте кај мене? И јас кога дојдов казав имав околу 140 и нешто кила. 140 плюс Да. килограм. Да, Така. И Притисок. имав. Имав гиг, појавено киселина на коски што беше Така. таа. Пиев најмалку 15 до 16 таблети дневно. Да. Шекерот. Шекерот беше моментално кога дојдов кај вас 48 единици инсулин дневно. Да. И беше крајно време да ја посетиме и дојдовме. Да. Како што дојдовме, ми кажавте дека може да се среди работа, имаше сумња и ќе се среди. А не се средила толку време, сега ги. За тоа сакав да ве прашам. Оти нели човек ќе види на интернет се и се што. Да. Предпоставам нели вие сте виделе на Facebook да речеме. Јас И сега на гледате Facebook, нешто како реклама. Да. И реклама викам ајде ќе одиме да видиме. Не сме на едно место. Ќе идеме да видиме. Па сега ако успее, ако не. Да. Кога дојдов кај вас многу беше критична состојба. Тежина јака. Самите знаете. Да, Слика има. Да, има, ќе ја покажеме конкретна Слика овака, вака рацете ги држиш на стомак. Да. Направивме муавет, ми дадовте на добра терапија. И тука има сумња. Сега, Кога ми ја дадете видовте. терапија, Да, тоа сакам да ви кажам. Како цело време се читай соочувате. 5 пати дневно да јадеш, јас сум по 2 пати јадам. 5 пати има јадење. Понеделни 2 пати дневно да ви се јавам да ви давам информација за шеќерот колку е, како се движи. Да. И беше пред доручок и после и пред вечера. Нешто да ве прашам. Кога видовте дека има 5 оброци на ден, мислевте дека може да се слабее со 5 оброци на ден? Па не, викам јас од 2 се деведев, па со 5 кој знае каков ќе биде. Да. И имаше понеделник без вечера, само салата, не. Да. И требаше да ви се јавам да ви кажам прв пат, да ви се јавам да ви кажам колку е шекерот и викам како пред вечера нема. Да. Пишав пред вечера толку, ама вечера нема. Нема вика. Недела била риба. Да. Тоа се сеќам. За колку време од прилика ви требаше за да се намали осетливо телесната тежина? Месец дена. Да. Колку беше во првиот месец колку беше намалувањето на телесната тежина? Првиот месец 10 кила. Да. 10 кила првиот месец. Другиот исто, третиот беше малку помалку намалено. Ама тука малку правев, ме приметивте дека имав нешто повешко јадено него што не требаше да се јаде. Имаше славља едно друго и се зафат, мислам дека беше зимски период се Јас 13 децемвар 2017 дојдов кај вас до јуни 2018. Колку беше вкупното намалување на телесната тежина? Па близу 50 кила. 50 килограми. Да, 50. Тоа е тој, во тој процес, во тој период. За 6 месеца тоа беше. Првите 3 беа околу 35-6 кила скоро намалено и после до задниот до јуни кај што бевме беше близу 50 кила. Сега пак сум малку качил, пак нема малку дисциплина. Во ред ќе преминеме и на тоа. Можеме и да ги покажеме слайдовите за да можеме и да објаснуваме малку по малку оти што е всушност сето оваа работа за која што дискутираме. Еве, дијабетот нагласен е тука заедно со срцевите и мозочните удари. Всушност Светската здравствена организација вели дека најмалку 80% од болестите на срце, на мозочни удари, дијабет, може да бидат спречени. А над 40% од случаите на рак исто така може да бидат спречени. И сега тука се поставува прашањето кој го вели ова? Оти нели ако што ќе работи медицината ако 80% од овие болести кои што се најголемиот дел од болестите со кои што се соочуваме бидат спречени, но всушност ова го кажува никој друг освен Светската здравствена организација. И тоа значи која е сериозноста на тврдењето. Можеме да одиме и на следниот слайд за да го објасниме малку процесот со кој што ние пројдовме малку, но ајде малку теорија сега. Нели праксата ја кажавме.
Всушност, кои се функциите на инсулинот? Тоа е многу важно да се разбере, бидејќи инсулинот во цела таа ситуација, како расте, како паѓа, првичната состојба на хиперинсулинемијата, зошто се јавува. Тоа е многу важно пациент да го разбере, за да знае низ каков процес проаѓаше Бобан и сите пациенти кои што ги менуваат животните навики за да се изборат со последиците од дијабетот. Првично имаме една ситуација кога се покачува шекерот во крвта. Тоа сите го знаеме дека на тоа телото одговара панкреасот со инсулин. И која е функцијата на инсулинот? Инсулинот всушност шекерот кој што го има во крвта ќе го повлече и еден дел ќе однесе во мускулите, на тој начин го троши, на тој начин го намалува. Значи прво ќе го внесе во мускулите, второ еден дел ќе однесе во црниот дроб и таму ќе се претвори во гликоген, односно велиме дека станува збор за резерви. Дека почнува да создава резерви, но и еден дел од шекерите ќе ги однесе во масните клетки и на тој начин велиме дека создаваме масно ткиво. Тоа е нормалната функција на инсулинот, што се случува нормално во нашето тело. Но одиме на следниот слайд. Тука веќе зборуваме за една ситуација во која што првично Бобан дојде многу подоцна, меѓутоа луѓе кога доаѓаат најчесто го имаат тој проблем на така наречен предијабет или на состојба на хиперинсулинемија, на значително покачен инсулин. Ова е таа состојба која што подоцна, ако пациентот не направи промени во начинот на живот, во физичката активност и во сето живење, ќе води кон развој на дијабет. Прво ќе започнем од мускулите, значи од клетките во нашите мускули. Зошто е многу важно да ги разбереме нив? Во нашите мускулни клетки ние чуваме резерви од масти. И тоа се тие резерви кои што треба да бидат минимални. И тие минимални резерви ги користиме кога треба да се движиме, кога малце на подолг период, ако ни текне да трчаме, таа енергија треба да ја истрошиме со тек на време. Но, кога нон-стоп имаме внес на заситени масти, кога во нашето тело има зголемен флукс или зголемено присуство на заситени масни киселини, и кога дневниот внес на енергија е поголем од тој кој што го трошиме, ние почнуваме со тек на време да доаѓаме во една состојба на генерална замастеност, на генерализирана замастеност. Значи не се замастува само црниот дроб. Тоа најчесто нели сме го слушнале дека црниот дроб е замастен. Туку покрај црниот дроб еве ги овие жолти точки се замастуваат и мускулите. И тука почнува предијабетот или тука е моментот на така наречената инсулинска резистентност. Оти не е прашање дали Бобан или другите пациенти дали имале доволно инсулин во себе. Тие имале доволно инсулин. Значи прашањето на инсулинот не се поставува, туку зошто тој инсулин не можел да си ја заврши својата работа. И тука почнува проблемот. Кога инсулинот ќе дојде кај тие мускулни клетки, едноставно не може да ги натера да го направат тоа што вообичаено го прават. Оти обично, нели рековме, кога ќе дојде инсулинот, мускулната клетка прима шекер од крвта и го внесува внатре. Но кога таа клетка е презаситена со масти, едноставно џабе доаѓа инсулинот, почнува така наречена состојба на отпор кон инсулинот, на инсулинска резистентност и започнува всушност дијабетот. После ќе се вратам да ги објасниме останатите процедури. Меѓутоа, да се навратиме на искуството. Рековте дека цел процес траеше од прилика меѓу 3 и 5 месеци, така? Да. Колку? За 3 месеци, првите 3 месеци се среди, после продолживме, нели, ради мојот страв се појави страв дека пак ќе се врати шеќерот. Да. Кој ми рековте дека после 3 месеца нема, ако продолжиш така, нема враќање. Кај ќе се врати? Да. Што ќе се врати? На која терапија после дојдовте? Кога заврши цел процес? Кога ги тргнавте 50 килограми? Види, исто, си продолжив исто. Значи, леп. Поднос мислам на инсулин, на лекови, на тие мислам. Се, ништо не примам сега. Терапија ништо, 16 апчиња дневно. Да. Инсулин 2 пати дневно.
Ништо не примам сега. Колку земавте инсулин? Два пати дневно по колку? 2 пати дневно по 48, 2 пати по 24. 2 пати, да. И после дојдовте во ситуација да не земате воопшто. Да. После 50 килограми намали. После килограмите кога ги намалив и после 3 месеца. Што се случи со шеќерот? Во крвта, нели претходно беше, колку беше претходно, колку е потоа? Сега види, тогаш на 3 месеца ми покажуваше 15-16 просек. Сега ми е 5,8-6 просек медицински што го вадат. Да. Иначе секој ден го мерам шеќерот, од 6,6 немам никогаш повеќе. Ова е многу важно да го нагласиме за пациентите. Значи, колку ви беше просекот кога дојдовте кај мене, кога почнавте? 15. 15 тромесечен просек. Да. За да дојдете тромесечниот просек да биде 5,8. Задниот пат сега што сум мерил пред има месец и пол, два. Пошто на 6 месеца сега одам, немам више потреба да се оди. На 6 месеца идем на контрола, да ми се мери на задниот пат, ви праќав да видите. Да следиме, да следиме. И сега, Бобан, не знам медицинскиот термин кој е правилен, дури и јас, не знам кој правилен медицински термин да го одберам. Оти медицината не се, уште се колеба околу тоа да го каже зборот излекување кај дијабет. Уште се колеба. Се користат неколку термини. Се користи првиот термин, така наречена ремисија. Медицински значи дека престанала болеста, дека може би пак ќе се врати, но вие де факто во моментот ја немате. Не. И без... Значи скоро до јун, година и нешто, ја немам ништо покачено. И не зимате инсулин. Ништо. Тоа е првиот момент. Вториот момент се користи терминот реверзибилност, како демек се враќа состојбата назад. Дали, и сега не навлегувам во зборови, дали е зборот излекување, дали е зборот ремисија, дали е зборот реверзибилност, фактичката состојба е дека вие имате просек 5,8, сте имале просек 5,16, сте зимале инсулин 48 единици на ден, а сега не зимате воопшто инсулин. Важно е да го нагласам ова за останатите гледачи, за да не свати секој дека потполно истата ситуација може да се деси и кај него. Бобан е извонреден пример на издржливост, на упорност и на дисциплина. Тоа е најбитно. Тоа е клучниот момент. И затоа не можеме да кажеме дека тој успех буквално ќе го има и кај секого. Кај некого и самото тело нема да дозволи до толку да се подобри ситуацијата. Меѓутоа, првиот услов, кажете ми сега кој ви беше најголема поддршка, оти мислам дека мораме да спомнеме. Кој ви беше најголема поддршка низ тој? Жена ми. Сопругата. И доаѓавте заедно. И доаѓавте заедно. Најголема контрола од таа страна. Да. И поддршка, ама и Треба контрола. да се јаде, кога треба да се јаде, стоп, многу ти е тоа не. Да. Имаше и тоа, имаше и тоа време. Првото време најтешко. Ако нема, знаеш, се лаже човекот. Еј, чекај, ќе земам уште денеска и више не. Првите 2-3 недели, значи, да речеме како покризен период. Обврска е, го мисли човек, меѓутоа е ефекти. Сопруга треба спреми све, гледаш другите што јадат, ти што треба да јадеш. Да. Викам, дај ја мојата сега. Како ве прифати околината? Дали, например, сега кога ќе седневте со пријатели, немаше притисок индиректен, зошто не пиеш? Зошто не јадеш газирани сок? Прво време викам, ајде, терај си, еден пут се живи. После, знаеш кога сватија дека помага, дека има резултати, никој ништо не ти реагира. Алкохол е исфрлен. Да. Алкохол многу, не памтам дека сум. Да. Задна 2 години дека сум пиел, како што сум. Кои навики мислите дека најмногу ви правеа проблеми? Газирани сокови колку? Газирани сокови многу. Газирани сокови 2 флаши, тоа е 3 литра дневно, најмалку сам пие. Да. Порано. А сега? Сега 0. Можно е тоа. Тоа сакам да го кажам, да им го покажам. Сега е 0. Да. Јадев 2 леба најмалку дневно. Сега јадам 2 кришки, 2 парчиња леб. Да. 2 парчиња леб. 2 леба најмалку, леб на јадење обавезно. Зборот ми е, луѓето и тоа треба да го видат, ти знаете како е, кога ќе види човек дека некој жив човек им кажува дека каде бил и каде е сега и дека е можно тоа, да остварливо. Има, ама некој верува во тоа, некој знаеш, он има такву среќу. Не, ова е бинго среќа. Ова не е бинго. Да, ова е многу труд. Треба почеток
пешачење. 15 минути физичка активност. Кажете за прв тоа, пат. да, добро ме подсетивте. Ајде да кажеме за физичката активност малку. Прв пат поедов 5 минута, 15 минута. Ама не ни можевте? Не ни можев, 5 минута не може да одам. И Да. ајде, помалку со сопругата, она пославо, ја малку поголеми, Да, се да. решетувавме и почнав. Сега возам велосипед малку повешку. Да. Физичката активност си ја задржавте? Да, Значи, да, како да. навиката, таа навика си останоти. Видете, тоа е важно. Види, порано, кога бев под тера, така речени, првите 6 месеца, што е секој ден. Сега не сум под секој ден под физичка активност, сваки 2 до 3 дена велосипед. Така. Доста одам, али и велосипед обавезно. Кад ќе ми дова сега овие вручи времиња, Да, малку да. пославо, али пешачим. Ви останаа ли позитивните навики? Тоа сакам. Да. Па еве сега не ме тера на газирано, не ме тера на пиво, не ме тера на алкохол. Да. Кафе 1 до 2 дневно. Порано кафиња, пиење, нема. Нашиот народ што рекол, многу едноставна е изреката, ама е многу точна за конкретниот случај и општо. Нели, има навика, ама има и одвика. Да. Сега прашањето е кој ќе влезе да помине низ тој процес. Само јака дисциплина. Да. Јака дисциплина, ваши добри савети, затоа не можеме, затоа и дојдов, што сум многу, сум многу заблагодарен за оваа ситуација и вие сте, вие ми помогнавте пуно во тоа. Партнерски однос е тоа. Да, види, тачно е, али кад има некој, знаеш. Да. Али ја мислам дека свак што би почнае би могаја да заврши. Некакви резултати, тоа ми е искуството. Значи, секој што се нафатил сериозно од пациентите да тера сериозно, резултати дефинитивно има. Прашањето е сега кај кој ќе бидат толку драматични како кај вас, или нема да бидат толку драматични, успешни, меѓутоа се зависи од тоа дал човек ќе реши да помине низ тој процес. Па имаме ваш пациент исто што беше. Првиот месец вика супер и он мисли готово и почне по-старо. Да, тука е моментот човек да ги издржи тие кризи. Треба месец дена супер е. И после по-старо и што правиме. Мора малку да се смени, да го смени начин на исхрана. Да. Иначе не може со 2 лева дневно да се издржи килажава, 140 кила. Се смеевме 42 број ципели да носат, чевли да носат 150 кила. Да. Много е, тежинова е јака. Тежината е голем проблем. Заморување, маснотија, све имаше, знаеш ли колку сум бил. Можеме да одиме понатаму и на следните слайдови за да ги објасниме фактички сите тие процеси кои што се случуваат. Ова е тука многу важно и сега ќе ги објаснам баш тоа што го кажавте. Вие спомнавте нешто многу убаво. Кажавте веќе не ме тера на благо. И сега да го објасниме тој, има механизам, не е само дека човек се навикнал, туку нешто се случило во телото. Тоа е сега следниот дел кога сакам да го објаснам тоа. Сета храна ние која што ја внесуваме, се претвара во крвта во шеќер. И таа е така наречена конверзија на храната во шеќер во крвта. Со црвеното ги имаме јаглехидратите или шеќерите, зелената броја се протеините и жолтава линија се мастите. Што значи дека кога ќе консумираме јаглехидрати, за брзо време доаѓа до нивно претварање, ова е времето како проаѓаат часови, оваа оска е тука нивото на шеќерот во крвта. И гледаме дека кога ќе јадеме благи работи, да речеме, кога ќе јадеме шеќери, ќе влеземе во тоа кои се рафинирани, кои се нерафинирани, гледаме како веднаш доаѓа до скок на шеќерот во крвта. Ако јадеме протеини, како дури после 1 до 5 часа почнува да се покачува шеќерот во крвта, и ако јадеме масти, нивната конверзија зима толку многу време, што дури некаде таму 7-иот, 8-иот, 9-иот час од консумирањето тие се претвараат во шеќер. Одиме на следниот слайд за да ги прикажеме. Еве го тоа што го зборувавме за 5 оброци во текот на денот и зошто тоа е важно. И пациенти се чудат кога ќе кажат дали ќе дојдат или за слабење или за контрола на дијабетот, и кога ќе им кажам дека ќе имаат 5 оброци на ден,
и малку со скепса, амамбе докторе, па ќе се поправам со 5 оброци на ден. Но има биолошка причина. Има причина од медицинска гледна точка зошто велиме дека треба да бидат неколку помали релативно оброци, односно главните доручек, ручек и вечера и ужините 2. Еве ја причината. Ова е нивото на шекерот во крвта, ова е утро, пладне, навечер. Што се случува? Кога јадеме ние не толку многу обемни оброци, ќе се покачи шекерот, ќе падне. Ќе се покачи шекерот, ќе падне. Ќе се покачи, ќе падне. Но никогаш, заприметете, нема да дојде до оваа линија овде. До тоа едно критично ниво кое што подоцна ќе го објасниме. А ја гледате и црвената линија. Штом ќе се покачи шекерот во крвта, телото веднаш одговара со инсулин, со цел да го спушти. Но тоа, еве го тоа нормално брановидно движење кое што треба да биде вака нормално кога имаме 5 оброци во денот. Одиме на следниот слайд. Еве што се случува ако јадеме само 3 пати во денот, меѓутоа малку пообемни оброци. Ти видите, тоа е природно. И не треба човек многу да знае медицина, да знае дека ако цело време додека работи, гладува и после дојде дома на ручек и треба да руча. Ај што ќе јаде заради тоа што телото му бара, току ќе почне да јаде и од тој така наречен психолошки момент на дополнителна потреба за храна. Така што големите паузи во храна ќе направат двоен проблем. И психолошката потреба за храна ќе ја зголемат, но и ќе се случи овој ефект, и овој ефект е многу важен да го објасниме. Што се случува? Кога ќе се покачи многу шекерот во крвта, многу ќе скокне и инсулинот во крвта. Оваа критична зона се надминува. Критичната зона е линијата за која што зборувавме. Над нејзе, кога ќе дојдат таму и шекерот и инсулинот, телото почнува енергијата да ја става во масните клетки. Односно, телото почнува да акумулира масти. Иако ние наводно, ја гледате, јадеме 3 пати во ден само, или само 2 пати, бидејќи доаѓа шекерот и инсулинот над одредена зона, а 5 пати сме јаделе претходно, без разлика. Телото друго препознава преголемо ниво на шекер и на инсулин и тоа е наредбата ајде јас да ставам масно ткиво. И затоа може човек да јаде само 2 пати во ден, наспроти човек кој што јаде 5 пати во ден, и тој што јаде 2 пати во ден да се поправа, а тој што јаде 5 пати во ден да слабее. Но, и се разбира, зависи во тие 2, односно 5 пати, и кој вид на храна е. Нели, тука е и пресудниот момент. Одиме на следниот слайд за да ги објасниме сите овие механизми. Еве го тоа прашање. Шекерот во крвта, кај нас, треба да има еден стабилен прозорец. Треба да се движи во некои дадени гранки. Значи, од некаде 4 до некаде 6,6, тука треба да се движи. Кога се движи во оваа нормално ниво, шекерот, нашето тело ги троши масните резерви. Нашето тело ги штити мускулите на тој начин. Ги елиминира потребите од храна. Во смисол тие потреби, како што кажавте, Бобан, рековте, ми се изгуби таа потреба од благо. Да. Зошто, кога се јавува таа потреба од благо? Кога ќе јаде човек 2 пати во ден, шекерот ќе отиде над дозволеното, но кога ќе отиде толку многу горе, ќе излачи телото инсулин и после ќе падне под дозволеното, ќе дојде овде. И кога ќе падне под дозволеното, кога ќе дојде во оваа граница шекерот, телото испраќа наредба јади благо. Заради тоа што шекерот прво отишол многу горе, после паднал многу долу и со тоа се створила една алармантна ситуација. Како го имаат ова проверено научниците во Соединетите Американски држави? 2 групи деца, на едните им даваат храна која што е со така наречен висок гликемиски индекс, односно брзо ќе избега нагоре шекерот во крвта и после силно ќе падне доле, а на други дечиња за доручек им даваат рафинирани јаглехидрати, пак јаглехидрати, меѓутоа на база на овесна каша, значи пак здрава храна зборуваме, и шекерот кај нив вака ќе биде, постепено ќе се качи и постепено ќе падне. И што следеле? Следеле кај двете групи дечиња, одбрале дечиња бидејќи кај нив е најчиста работата. Ако му се јаде, ќе си побара. Значи таму нема очу му се мисли, очу нема што да прави, па ај да јаде.
значи кај дете, нели, ако му се јаде, ќе си каже. И ги оставиле да ги следат децата во 2 часа после тој оброк во доручекот. Тие деца, првата група, каде што многу скокнал шекерот и после многу паднал, во следните 2 часа, 80% од тие деца побарале дајте ми да јадам пак. А другите дечиња, кај кои што шекерот постепено се качил и постепено паднал, не барале пак. Оти не паднал шекерот во крвта долу. Што истиот ефект јас некај и кај дечиња, ако треба да слабиат тие, за жал се почесто има такви случаеви, но истиот принцип на работа е тој кој што се случува и кај возрастните. И затоа вие нема да имате чувство за благо во после ручекот. Значи тоа се кога ќе се движи шекерот во некои нормални граници, нема да ги има тие потреби нагоре надолу. Одиме понатаму на следниот слайд да го објасниме и еве го тоа сега во конкретни храни прикажано. Сите тие видови на храна кои што се со така наречен висок гликемиски индекс, кои што нели ние ги отфрливме во работата. Чипс, бисквити, торти, сладолед, премногу процесирана, премногу обработена храна, белиот леп, но и некои од овошјата. Знаете, ќе се сетите кои 3 овошја за диабетичари, нели кажуваме дека не ги препорачуваме. Лубеницата, ананас и грозието, бидејќи тие ќе го направат овој ефект. Но видете како го покачува пак шекерот во крвта другиот вид на храна. Односно, оризот ако е интегрален, сите зеленчуци, пастата ако е интегрална. Некои пациенти се чудат како им дозволувам да јадат макарони, паста и такви работи, а имаат диабет. Да, ако е интегрална, нема проблем. И се разбира да не се претера. После еве ги леќата, интегралниот леп. Значи, гледаме како бананата, јаболкото, некои ќе кажат бананата било забрането за кај диабет. Не е точно. Постепено се покажува, постепено се намалува. Тоа е таа разлика која што човек треба да ја знае за кои се тие храни со висок гликемиски индекс и кои се тие храни со низок гликемиски индекс. Можеме да одиме на следниот слайд за да го продолжиме тој. Еве го тоа објаснување. Значи, зошто е важно? Ако нагло се покачи шекерот во крвта, со таков вид на храна како што претходно го кажав, следете ја црвената линија, ќе отиде многу високо инсулинот, значи ако ова е сега оброк, каде оди нивото и на инсулинот. Не само на шекерот, туку инсулинот го следи шекерот. Високо оди горе, надмина лосбица и драматично паѓа доле. А штом ќе падне драматично доле, се појавуваат тие потреби за кои што вие зборувавте, телото ми бара благо. А еве ако постепено се качи и постепено падне, тогаш тие промени ги нема. Можеме да одиме и на следниот слайд. Затоа е важно сите овие работи кои што ги објаснувам. Ти знаете како? Луѓе ќе сакаат да го знаат механизмот. Еве го објаснувањето зошто тоа кај вас успеа. Значи ова си има покрај основата на вашата издржливост. Да. Тоа е што велат во медицината кондицио sine qua non. Услов без кој не се може. Значи решеноста на пациентот да помине низ процесот. Но потоа се разбира успесите ќе зависат и од степенот на оштетувањето кај самиот пациент, дали станува збор за диабет тип 1, диабет тип 2 и низ други индивидуални параметри. Успехот ќе се движи од до, но секако ќе го има. Затоа мораме да го нагласиме и тоа за да бидеме до крај честни, за да кажеме дека вакви драматични успеси како што имавме кај вас не се можни кај секој пациент, меѓутоа вие намаливте 50 килограми во тој период. Еве го тоа што е важно да се покаже. Најопасни храни се овие, кои што го прават овој скок на шекерот во крвта. Дури не мора човек да има проблем со диабет. Сепак треба да ги избегнува овие храни. Што е најлошо да му се даде? Еве, тука спаѓаат шекерот бел, белота паста, значи белиот леп, белиот ориз и соковите или џусевите, тоа е многу важно. Оти ќе кажат некои пациенти, јас сум од сабајле на сокови, на џусеви, тоа е здраво. Ако сакате предиабетичар да го направите диабетичар, давајте му само сокови да пие на сабајле овошни и заради овој шок што се случува на организмот, тој човек ќе стане диабетичар. Така што убаво звучи, нели, природни сокови, ама знаете што е дозволено? Вода. Вода најдобра. Вода и лимонада.
Како беше, ако не можете да го изодите, боле се напите вода. Вода. Тоа е тоа. Значи, тука веќе доаѓаме до тие ситуации. Тука има многу да зборуваме. Но нашето време полека истекува. Бобан, јас многу ви благодарам што дојдовте да споделите, бидејќи станува збор за ситуации здравствени, многумина од моите пациенти не сакаат за здравје јавно да зборуваат. Меѓутоа, иако е приватна ствар, се разбира, меѓутоа вие споделивте. Моje се види што голема дебелина, намалена килажа, резултати Има една фотографија од вас, ако случајно од режија најдат фотографијата кога кога дојдовте кај мене. Да. Така што сега, од тогаш до сега се гледа дека разликата е видлива. Телефонот тука беше. Да. Телефонот е потпрен. Да. Имаше сталак. Многу ви благодарам што одвоивте време. Јасно. Благодарам на вашата сопруга исто така, бидејќи она ве храбреше и мислам дека и ве убеди да дојдете кај мене, дека ве донесе. Само она. Да. Ви благодарам многу. Тоа беше денешната емисија, почитувани гледачи. Еве денеска зборувавме не со колега лекар, туку со мој пациент. Меѓутоа на најдиректен, на најконкретен начин прикажавме што се случува доколку човек се придржува на промените во животниот стил и дека тоа е можно и реално. Можеби не толку лесно, но можно и реално. Особена благодарност до Алкалоид и до Авицена, бидејќи го поддржаа овој проект. Бидете со нас следната недела во 17 часот.